Министерке, добар ден, благодарам за одвоеното време за Гласот на Америка. Зошто толку многу реакции во јавноста овој период околу новиот предлог закон за учебници? Она што е значено е дека секое поместување во општествата секогаш буди реакции. И тоа е во ред, затоа што кога ги правите транспарентно процесите, тогаш секој би требало да си каже свое мислење. Главно луѓето имаат и отпор кон промени, и затоа сме сведоци низ многу процеси кои што се одвивале во нашата држава од една страна, но од друга страна исто мора да кажам дека доста лажни вести по однос на ова прашање се шират. Но нашиот систем има потроми механизми за справување со ваквиот тип на лажни вести, но токму затоа и во новиот концепт за основно образование предвидуваме медиумска писменост. А тоа кажува исто така истражување од повеќе извори информации за да ги научиме идните генерации како полесно да се справуваат со ваквите предизвици на лажни вести. Но значено е дека ние ги слушаме сите. И сите треба да кажат што мислат, но главно нашиот концепт, а и законот за учебници сега е современ, нуди можност за повеќе филтри, што значи дека поквалитетни материјали за учење треба да излегуваат после ова законско решение. Дополнително се дава можност за демонополизација. До сега имаше монополски договори кои што дозволуваа само едни компании да ги печатат учебниците. Сега имаме избор од 3 учебника за секој предмет, за да може наставникот да согласно својата автономија избере кој е најсоодветен за неговата група на ученици. На тој начин едноставно постигнуваме и нов квалитет во наставните материјали. Дигитализацијата е процес кој што не го бираме ние, тоа е глобален процес и едноставно ние треба да им обезбедиме на сите ученици можност да имаат пристап до дигитални учебници, дигитални материјали, дигитални уреди, за да понатаму тие полесно фатат чекор со светот и бидат поконкурентни на пазарот на труд. Последните истражувања на Светска банка, уствари мерењето на индексот за човечки капитал, вели дека само 56% од населението кој денеска е во образование ќе биде продуктивно. Тоа укажува дека половина од капацитетот го губиме, а не смееме да си го дозволиме тоа. Затоа сметам дека интензивно вложуваме во образование, правиме храбри исчекори, се со цел да имаме придвижување во оваа област. Ги го рековте, ќе се обезбеди непречен пристап до дигиталните алатки. Како тоа ќе го направите ако се знае дека да речеме доста ученици со социјално загрозени семејства немаат пристап до лаптоп, до компјутери и така натаму. Многу училишта во земји, особено во руралните средини, немаат ниту добар интернет, што претпоставам дека ќе им е неопходен за изведувањето на наставата. Оваа година покажавме дека пристап до интернет имаат училиштата, дека можат брзо да се снабдат со дигитални уреди. Зошто? Затоа што имаше потреба од истото. Ако не се наметне потребата за постоење на дигитални материјали, дигитални учебници, дигитални содржини, тогаш веројатно училиштата и со години сметале дека не е потребно да се случува дигитализација во образовниот процес. Сега создаваме материјали, а секако се обезбедуваат и ресурси на оние на кои што им е најпотребно. Училиштата и во текот на целиот летен период ќе си се снабдуваат со опремата. Станува збор само за 4-то оделение, не за сите оделенија наеднаш, за да видиме кои ќе бидат ефектите. Дали таа мултимедијална содржина која што ќе биде поставена во учебниците ќе биде поинтересна за учениците, колку ќе предизвика дискусија после гледањето, но учебникот не е за на час. Тоа што нашите наставници со години не предаваат наставна програма и не очекуваат да постигнат резултати од учењето, туку предаваат учебник, кој што е погрешно, денеска сакаме да го промениме како курс. Велиме на часот имаме интеракција, работа и истражување, а учебникот служи за дома. Овие учебници нема да бидат поставени на интернет, ќе ги има и на интернет, но главно ќе бидат поставени на уреди на кои што ќе може учениците да се служат. Да видиме што ќе се случи со моделите нови на учење во 4-то оделение и во 1-во оделение, да покажеме резултати, а ништо тоа не е исклесано во камен. Секогаш можеби треба да се адаптира кон подобро, кон поразлично, за да може да ги пресретне потребите. Сепак повторувам, на учениците. До сега системот не се грижал за потребите на учениците, затоа истите тие се на дното во меѓународните тестирања. Ќе ја протуркате ли идејата до крај предлог законот со оглед на реакции од родителите, најавата за некаков референдум,
Еве гледаме бойкот, односно протести. Сето тоа е демократско право и сметам дека тие може да го кажат своето мислење на различни начини, можат на конструктивен и на неконструктивен начин. Изборот е сепак на групите кои што го прават тоа. Јас би им кажала на сите родители кои што мислат добро на нивните деца и наставници кои што мислат добро на нивните ученици да едноставно дадат поддршка на целиот овој процес, затоа што ние единствено зашто се секираме, а тоа се учениците и нивниот развој и ние веќе подготвуваме наставните програми за прво и четврто се донесени, авторите за прво оделение се избрани, илустратурите исто, сега е во постапка конкурсот за четврто оделение, исто така и конкурс тече за дигитализација на учебниците од четврто оделение и тоа ќе се спроведува секако со интензивна меѓународна поддршка, морам да кажам. Тука се и Светска банка, и USAID, и УНИЦЕФ, и Отворено општество. Имате ли бројка колку, да речеме, дигитални уреди се потребни на деца кои што се од ранливи категории, од социјално загрозени, колку ги треба да се набават? Ова се прибира како податок од училиштата. Сметаме дека согласно процентот на сиромаштие во нашата држава 20 до 30% од вкупниот број ученици во таа група, но секако дека ќе се набават и поголем број за да може да обслужуваат во тие школски библиотеки кои што понатаму треба да бидат дигитални, за да може да учениците имаат пристап доколку нивното семејство не може да го набави истото, да може да им го дадат од училиштето на реверс, на користење и секоја година да се апгрейдува со различни материјали. Дополнително Бирото за развојно образование работи на други дигитални материјали кои што ќе бидат поставени за да може да служат како изборни материјали кои што учениците треба да ги имаат пред себе. Да не заборавиме дека како интернет пристап за тие кои што имаат, секако има и други ресурси кои што се многу добри, како наука за деца, отворени образовни ресурси и кои што учениците треба да им дадат една друга слика на образованието и друга слика за појавите кои што се случуваат. Ќе благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам многу.